Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат вечерва ќе гледате. Како се трошат парите што државата им ги дава на инвалидските организации? Ја не викам дека треба моите браќа по оружје таму да ги испозатворат или да афери да се прават. Него некаква мала контрола. Некој досега ќе беше веројатно во судски процес, такво нешто нема. Утре истекуваат првите 100 дена од мандатот на новата влада на СДСМ и ДУИ. Не можеме цела програма да ја реализираме за 3 месеци, но мислам дека имаме добар почеток. Ние побаравме оставка од премиерот Заев, тој за жал не ја дава и затоа поднесуваме прашања за доверба на владата. Власта сака попис во април в година, ВМРО ДПМН има забелешки на предлог законот. Првото барање беше да пописот го спроведува државна пописна комисија. Тоа се случи во 2011 година и знаеме кој е епилогот. Сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон. Што мислат албанците во Македонија за спорот со Бугарија и блокадата за ЕУ? Со кабат ли Бугарија? Куша каба? Кабат ли онш Европа? Edhe vetë Macedon. Kjo ka të bëjë me insistimin Gjermanisë dhe Francës që Shqipëria dhe Maqedonia të hapërojnë bashkë. Со околу 1 милион евра собрани од даночење на игрите на среќа, државата секоја година го помага работењето на националните инвалидски организации. Иако станува збор за законски минимум, парите се јавни и потребна е отчетност за нивното трошење. Тоа е базичен демократски принцип, а дали функционира во практика, истражуваше Славица Филиповска. Само лани државата собрала 62 милиони евра даноци од игрите на среќа. По закон, дел од овој колач треба да заврши како поддршка на националните инвалидски организации, Сдруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст. Владата го почитува законот, но го исплаќа законскиот минимум. Секако дека средствата кои ги добиваат не се доволни за програмските активности. Мала или голема за оние кои не ги опфаќа законот, ваквата државна помош од игри на среќа е несреќно решение, бидејќи во самата суштина постои судир кој да ги искористи овие пари. Парите се исплаќаат, но има ли отчет како се трошат? Не ги даваме одеднаш сите пари. Звонко Шаврески е автор на препевот на македонски јазик на италијанската партизанска песна Бела Чао. Мотив му била вечната борба за рамноправност на лицата со попреченост во земјава. Тој одамна го напушти Сојузот на телесни инвалиди кој се финансира со државна помош и борбата ја продолжи со невладината организација Полио Плюс. А токму Полио Плюс изработи анализа насловена Јаболко на раздорот, документ кој го проблематизира државното финансирање на сојузите. Мене ми беше смешно, нели Бог да ти даде интелект, разум, дарби и ти да ги користиш за да правиш графче на некој собир и тортијада. Дури и да се прави тортијада, нека се прави во сред Скопје, во центар, нека види народот, нека видат луѓето дека постојат, нека пробаат што торти се прават, нели? И пак ќе се работи за некој вид на awareness raising, за алармирање на јавноста за постојањето. А вака, што викаат србите, Богу и за ногу, затворени сами со себе, тоа е све џабе. Од Националниот совет на инвалидски организации, чии членки добиваат најголем дел од државната помош, поинаку гледаат на своите активности. Бранимир Јовановски вели дека на нивните членови им треба и разонода. Знаете, лица со инвалидност не може да бидат членови на танец. Немате инвалидност ги спречува тоа. Не може да бидат членови на некој врвен хор. Меѓутоа може да имаат свој танец и може да имаат свој хор. Тортијадата се одржува како една општинска манифестација која премина во национална организација и треба да бидете присутни да видите како жена без две раце прави торта. Тортијадата сепак е само еден пример за тоа дали соодветно се трошат парите од државата наменети за луѓе на кои им треба помош. А самата дебата произлегува од фактот што сојузите на лица со попреченост, заедно со Сдруженијата за борба против семејното насилство и Црвениот крст, се именувани во Законот за игри на среќа како организации кои добиваат пари од даноците на игрите на среќа.
При тоа е одредено дека од вкупно собраните даноци по таа основа, на овие организации им се исплаќа 50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри, утврден во претходната календарска година, но не помалку од 1 милион евра и не повеќе од 2 милиони евра. Анализата на 360 степени покажа дека во последните 6 години владата ги почитувала овие одредби, но се држала до најниската законска сума. Од 2015 до 2017 годишно префрлала 1.070.000 евра, а од 2018 малку повеќе, 1.140.000 евра. Од тие пари, речиси символични се сумите дадени на Здруженијата за борба против семено насилство и Црвениот крст. Најголем дел од колачот завршува кај инвалидските организации. Апсурдно во целата ситуација е тоа што додека владата го исплаќа законскиот минимум, даноците на игри на среќа растат значително од година во година. Лани, по таа основа биле собрани 62,5 милиони евра. Кога би се исплаќала половина од таа сума на сојузите и организациите, како што предвидува првиот законски услов, тоа би биле 31,25 милиони евра годишно. Вториот законски услов ја ограничува исплатата на највисоки 2 милиони евра, но иако очигледно има пари, кај владата нема волја да се исплаќа таа сума. Прашавме во Министерството за финансии зошто инвалидските организации го добиваат законскиот минимум, кога приливот на пари во буџет од игрите на среќа е многократно поголем. До емитувањето на емисијата, одговор не добивме. Според Шаврески од Полио Плюс, самиот факт што законот фаворизира одредени организации прави раздор на терен. Ради овај камен на сопнување, не можат да најдат заеднички јазик и да артикулираат единствен глас по прашањата за кои застапуваат. И стално че се скараат за нешто на државата, тоа и одговара на владите, нели, нема обединување на фронт. И, како да речем, раздвоени гласови и гласчиња полесно се стишува. Националните инвалидски организации каде завршува најголем дел од она што се исплаќа и самите не се еден субјект. Во Националниот совет се вмрежени Сојузот на слепите, Сојузот на глуви и наглови, на лица со телесен инвалидитет, Сојузот на цивилни инвалиди од војната, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, Македонскиот параолимписки комитет и Националниот сојуз на инвалиди на трудот. Според Бранимир Јовановски, државните пари не ја купуваат нивната кооперативност. Гласот го кремаме силно онаму каде што треба во институциите, апелирајќи и застапувајќи ги потребите на лицата со инвалидност. И тоа можеби не звучи многу гласно надвор, меѓутоа тоа во секој случај е сериозно гласно во самите институции, бидејќи некои наши преговори траат со години. Јовановски дополнува дека со парите од државата не се реализира само програмата, туку се покриваат и режиските трошоци на сите 140 подрачни здруженија. Чадорот на организации низ цела држава заедно број над 90.000 членови. Се случи само еднаш пред 3-4 години едно покачување од 10% и остана на тоа, мада требаше линеарно секоја година да биде тоа зголемување континуирано. Парите од буџетот сепак не се делат од ракав, туку има систем. Процедурата почнува со предлози за активности од националните сојузи до Министерството за труд и социјална политика. Конечната одлука што ќе се поддржи се носи на Илинденска. Јовановски вели дека имаат приоритети, но дека и средбите се важни. Да се видат, да разменат искуства и имаат доста овие рекреативни активности. Како успеси од активностите, Јовановски ги набројува законските измени за вработување на лицата со инвалидност, за социјална заштита, правото за додатокот за попреченост, бесплатен јавен превоз, измени на законот за градење. А горди се и на успесите на параолимписките игри. Нам ни е многу потешко да обезбедиме средства да отпатуваме на настан, на надпревар, отколку да освоиме медал на тој надпревар. Дали државните пари се трошат соодветно, контролира Министерството за труд и социјална политика. Велат, редовно го следат процесот. На месечно ниво организациите доставуваат барање за исплата и извештај што реализирале од тие активности што се предвидени во самата програма. На годишно ниво цела година континуирано, значи самото министерство има увид и контрола како се реализира, на кој начин се реализира. Се случува да имате забелешки да ги коригирате? Во моментот не. Проблеми во финансиите на сојузите најде друга институција.
Државниот завод за ревизија досега го чешлаше само работењето на Сојузот на слепи лица и на Сојузот на глуви во 2016 година. Кај Сојузот на глуви нашле дека нема ефикасна контрола на сметководствените и финансиските трансакции, дека нема јасни критериуми за исплата на плати за службени патувања, а и дека немало уредно покритие за сите потрошени пари. Кај Сојузот на слепи лица нашле дека финансискиот план не е прилагоден кон реално доделените пари, не бил извршен попис и друго. И за прашањето на контролата има разлики меѓу организациите. Некој да преземи нешто. Ја не викам дека треба моите браќа по оружје таму да ги испозатворат или да афери да се прават, него некаква мала контрола. Поголем дел од недостатоците се во принцип одвиваат во однос на некои непознавање или незнаење отколку на било каква желба за злоупотреба. Апсолутно не пронајдува и некој досега ќе беше веројатно во судски процес. Такво нешто нема, не постои. Имате дополнителна опфрска? Дека не е се така розово во функционирањето на сојузите забележали и во Фондацијата за развој на локалната заедница, чија стратешка цел е да ги зајакне капацитетите на граѓанскиот сектор. Невенка Лонгурова-Гирова вели дека има тренд на бегство од националните сојузи. Лица, родители, засегнати страни, лично засегнати лица се одлучуваат да отстапат од тие сојузи или општински организации, да формираат нови здруженија, за да можат да ги застапуваат своите интереси и цели. Ово ни укажува на неколку работи. Значи, демократските процеси во самите организации не се на нивото на кое што се потребни. Еден од првите чекори со кои сојузите би ја вратиле довербата кај членовите на кои им служат, вели таа, е транспарентноста. Преку анализа на интернет страниците ни објасни на што точно мисли. Очигледно е дека не се ажурирани податоците. Од ова што го видовме на почетната, значи нема информација, ниту, не знам, за една седница на членките за состанок, заклучоци, препораки, што работат. Значи, ова малку поинаку изгледа. Тешка за следење и страницата на Министерството за труд и социјала, каде е објавен јавниот повик за доделување на средствата за идната година. Известувања, публикации и дури некаде на средина доаѓаме до повици и огласи. И има јавен повик кој што е објавен на 23 ноември за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации и нивните здруженија. За разлика од интернет страниците на сојузите, кај невладината Полио Плюс најдовме финансиски извештај, ревизии и други податоци. Единствената забелешка е што немаше податоци за лани. Тако може подобрување, да. Лонгурова-Гирова посетува дека со законот за здруженија и фондации каде се опфатени сојузите, подеднакво се бара транспарентност од сите. Нивната работа е јавна и треба да биде транспарентна пред се кон нивните конституенти, а понатаму и кон пошироката јавност. Дебатата за финансирањето на националните сојузи, висината на средствата кои се одвојуваат за таа намена и начинот на кој се трошат, ќе продолжи во кругот на заинтересираните страни. Јавноста нема увид во случувањата, бидејќи медиумите ретко се интересираат за темата. Иронично, токму активностите кои се мета на критика се ретките кои се забележани од објективите. Навистина ми е задоволство што не знам веќе јас по кој пат еве сум овде на традиционалната тортијада која што се организира во Банско. За жал, интересот најчесто го привлекуваат гостите, а не оние за кои треба да се прати порака дека постојат и дека се еднакви со сите останати. Згаснуваат надежите дека е можна промена во динамиката на односите со Бугарија и согласност за преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција до крајот на годинава. Првата следна шанса за пробив ќе биде напролет по парламентарните избори кај источниот сосед. Што мислат албанците во Македонија на оваа тема? Од Хекура на Кифи. Kontesti midis Maqedonisë dhe Bullgarisë ka një rëndësi të madhe për maqedonasit. Për fati negociatave, prek të gjithë të tjerët në vend. Komuniteti më i madh etnik pas maqedonasve janë shqiptarët. Udhëheqësit e partive më të mëdha shqiptare tashmë kanë dërguar mesazhet e tyre. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se qëndrojnë krah për krah me maqedonasit në procesin me Bullgarinë.
Ne në këtë situatë, sigurisht që solidarizohemi me bashkëqytetarët tanë Maqedonas, ne asnjëherë nuk kemi kontestuar asgjë, qoftë nga gjua, qoftë nga historia. Lideri i partisë më të madhe opozitare të shqiptarëve thotë se i kupton Maqedonasit, pasi që edhe gjua e tij anëtare quhet gjuhë që e flasin nga 20% dhe atë në kushtetut. Unë kuptoj atë kur preken Maqedonasit, kur dikush ju thotë që gjuha e tyre duhet quhet vetëm gjuhë zyrtare e shtetit. Apo? Sepse unë jam në një pozicion në të cilën gjuha ime, shqipe, gjuha e nënësime, definohet me definicion që është akoma më skandalos se sa atë që propozon Bullgaria për Maqedoninë e Veriut. Çfarë mendojnë qytetarët e zakonshëm shqiptar për kontestin ndërshtetëror? Bashkëbiseduesit tani jetëm në një çajtore në Qarshinë e vjetër të Shkupit. Më të moshuarit kujtojnë legjendat për Bullgarinë nga lufta e dytë botërore, dhe jo për të mirë. Kanë bërë masakër, kanë bërë torturat mëdha. Torturat mëdha kanë bërë në popullin, edhe maqedonë dhe shqiptarë. Bashkëbiseduesit tanë kishin pikpamje të ndryshme në lidhje me kontestin. Njëri prej tyre mendon se faji takon Evropës, por edhe vetë Maqedonasve. So ka batli Bullgaria. Kusha ka bat? Ka batli është Evropa, edhe vetë Maqedonë. Pse? Po se këto vete e nënçmojnë vetin. Në vetë me thonën që na jemi popull hanedan, këto e përdorin 44-shën, 45-shën. Na e dim që tita i boni këto, e boni shtetë Makedoninë. Po këto kanë egzistuar, nuk thamë që s'kanë egzistuar. Për së gjithash, bashkëbiseduesit tanë janë optimiste në fund do të gjendet një zgjidhje për mosmarrveshjen. Mos të antarësimi hupin keq, jo veç shqiptar. Hup edhe Maqedoninë. Ama veto kanë me hekën edhe kine mua antarësi. Qysh mendon kanë me hekë vetën? Kanë me bo marrveshje, kanë me bo lëshime. Edhe ato me një Bullgar, edhe pjesa Maqedonëse. Por bashkëbiseduesit tanë në çajtore nuk ishin aq optimist për ekipin që duhet të ndihmonte në negociata. Na kemi politiqarë shumë, kemi edhe shqiptarë shumë të fortë, që merre një shembull Luan Starova. A mendon se akademiku Luan Starova më të nëzirë? Qyre Luan Starova bile nuk shlëpej. Po qka të boje me veç një Bujar Osmanit? Kush e vetë Bujar Osmanit? Thu se vetë kërkush? Po jo be gjallë be, po ti ato mundën me jam shelë gojnë me një fjallë Bugartë. E çfarë fjallë? Mos o përziti se ti je shqiptar, na e din që ju jeni popull të vjetër, mos o përzite Makedonë. Na e sosim punën vetë, nëse se dojnë. Po këto s'dunë. Deri në ndryshimin e qeverisë në 2017 ka pasur thirrje të shpeshta nga faktori politik shqiptar për të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në politikën e jashtme të vendit. Prandaj, ne biseduam me Aleancën për Shqiptarët dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, nëse ata mendojnë se shqiptarët janë përfshirë siç duhet në bisedimet me Bullgarinë. Opozita nuk ka kundërshime për gjatë vijave etnike, por vlerësojnë se pesha e çështjes imponon përfshirjen e opozitës në formën e një qeverie të gjerë. Ju e dini se dhe vitin e kaluar, dhe me thënë në vitin 2019, kishim një veto të Francës dhe si rrjedhoi asaj vendi shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Dhe në kuadër të kësaj, është shumë e natyrshme që nëse bllokohet si proces, të bëjmë përpjekje që të kemi një kohezion të brendshëm politik, sepse në anën e Bullgarisë ne shohim se janë unik në qëndrimet e tyre, ndërsa këtu ka tek ne qëndrimet të ndara. BDI, kuadër i së cilës është ministri i punëve të jashtme, kuptohet që nuk ka kundërshime për përfshirje në këtë çështje me Bullgarinë. Deputeti Arber Ademi, njëherët ish zëvendës kryeministër për çështje evropiane, nuk sheh asnjë justifikim për vërejtjet e opozitës. Por fatkeqësisht opozita është pa ide, është pa vizion, përpos që të kritikojë e të kërkojë me çdo kusht të bëhen pjesë e qeverisë dhe pa legjitimitetin e qytetarëve, diçka tjetër nuk ka ofruar. Më 15 korrik qytetarët
dhanë dritje shile, mbështetje, i dhanë legitimitet kësaj qeverie për të vazhduar kursin europian, për të vazhduar kursin euroatlantik. Ju e dini dhe po e shihni mbështetja po vjen prej institucioneve europiane, mbështetja po vjen prej partnerit ton strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ademi shton se shqiptarët kur nuk do të heqin dorë nga mbështetja për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Lidhur me mosmarrëveshjen me Bullgarinë, ai beson se vendi nuk ka bërë ndonjë gabim. Nëse faji do të ishte tek institucionet tona, pse jo kjo çështje të mos ngritet, të mos adresohet, të mos shqyrtohet, debatohet, qoftë në kuvend, qoftë në qeveri, qoftë edhe jashtë kuluareve institucionale, por përpara opinionit edhe të shohim se ku janë lëshimet dhe gabimet tona eventuale. Por deri tani, deri në këto momente nuk ka patur lëshime, nuk ka patur gabime. Maqedonia e Veriut ka bërë hapa historik në aspekt pozitiv, në aspekt arritjes progresit për rrëmbullaksimin edhe arritjen e këtyre përcaktimeve strategjike. Flakron Bezheti nga Lanca për shqiptarët mbështet maqedonasit në mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por ai shton se shqiptarët në vend ndjehen ngjajshëm kur për shembull kërkojnë që gjuha shqipe të shkruhet në kushtetutë dhe jo një gjuhë që flitet nga të paktën 20%. Ne jemi solidarizuar dhe kuptohet që në kuadër të kësaj edhe në të ardhmen, domethënë, duhet të kemi një strategji përbashkët që t'i forcojmë pozicionet tona, domethënë, mos lejmë që kushtetuta më të jetë diskriminuese, sepse vërtet është e papranueshme kur dikush e konteston identitetin dhe gjuhën. Për kontestin mes Maqedonisë dhe Bullgarisë dhe për fshirjen e shqiptarëve në të, ne biseduam me Muhamet Alilin. Ish ambasadori ka tezën e tij, sipas të cilit shqiptarët, por nga Shqipëria, janë një shkak indirekt i kontestit. Unë mendoj, kjo ka të bëjë me insistimin Gjermanisë dhe Francës që Shqipëria dhe Maqedonia të hapërojnë bashkë dhe mos ndahen. Mirë, po në integrimet evropiane, shteti shqiptar ka ngecur. Dhe jo vetëm 9 kushtet që i ka paraqitur Berlini zyrtar para një viti, por ka vërejtje shumë edhe nga disa shtete tjera, duke përfshirë këtu edhe Hollandën. Sepse po që se ndodh integrimi i Maqedonisë, pa vetëm bullgare, edhe vetoja në shteteve tjera që janë kundër Shqipërisë, atëherë automatikisht nga pushteti do të rrëzohet Edi Rama. Tash kjo spekulimi im se Perëndimi nuk do në këtë moment të bije Edi Rama, sepse e kanë një bashkëpunëtor të ngushtë në zgjidhjen e kontestit Serbi-Kosovë. Lidhur me marrëdhëniet ndërtetike në vend, Halili vlerëson se shqiptarët janë solidarizuar me maqedonasit në mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por ai beson se nuk do të zgjas për një kohë të pacaktuar. Po që se ne edhe më të që solidarizohemi edhe koha zgjat shumë dhe me te humbim perspektivën e popullatës, se ne nuk mund të pranojmë, s'ka bëhe, po që se nuk, po, ne këtë nuk mund të pranojmë. Ne thomi se nuk ka bëhe, por duhet bërë përpjekje të ketë sa më shpejt bëhe. Se sa në periudhë kohore është kjo sa më shpejt, megjithatë, as Halili nuk mund të parashikojë. Ovde ќе направиме првата пауза, по неа ќе гледате. Утре истекуваат првите 100 дена од мандатот на новата влада на СДСМ и ДУИ. Не можеме цела програма да ја реализираме за 3 месеци, но мислам дека имаме добар почеток. Ние побаравме оставка, премиерот Заев, тој за жал не ја дава и затоа поднесуваме прашања за доверба на владата. Власта сака попис во април в година, ВМРО ДПМН има забелешки на предлог законот. Првото барање беше да пописот го спроведува државна пописна комисија. Тоа се случи во 2011 година и знаеме кој е епилог. Сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон.
Утре истекуваат првите 100 дена од мандатот на новата влада на СДСМ и ДУИ. Тоа вообичаено е период што им се остава на владите и од јавноста и од опозицијата во мир да ги покажат првите резултати. Во нашиот случај не беше така. Многу брзо по изборот на владата опозицијата излезе на улица, а сега најавува и гласање за нејзина доверба. Галина Николовска-Ризвановиќ. На 30 август собранието ја избра новата влада со 62 гласа за. Тенкото мнозинство, според премиерот Зоран Заев, не требаше да биде пречка за ефикасно спроведување на ветените политики. А освен справување со здравствената и економската криза поради COVID-19, мандатарот тогаш најави и други приоритети. Уште во првите месеци од мандатот, новата влада ќе обезбеди механизми за структурни реформи во јавната администрација, но и во делот на владење на правото, преку прочистување на судството и градење силна, независна правна држава. Со намален број министри од 26 на 19 навршуваат 100 дена од формирањето на старо-новата влада. Секој за својот ресор доби мандатно писмо со задачи и предупредување дека може да биде сменет ако не работи посветено. Не можеме цела програма да ја реализираме за 3 месеци, но мислам дека имаме добар почеток. Sa je përket premtimeve të cilat kemi dhënë për 100 që e pa Ministria e Ekonomisë i ka realizuar të gjitha masat dhe obligimet. Опозицијата мисли поинаку. Во ВМРО ДПМН веќе имаат подготвено оценка за работата на владата, што преку собранието ќе ја испорачаат веднаш по истекот на првите 100 дена од мандатот. Ние побаравме оставка од премиерот Заев, тој за жал не ја дава и затоа поднесуваме прашања за доверба на владата. Уривање на дивоградбата во Мавровка со владина асистенција. Ова беше една од одлуките на првата седница на владата одржана на почетокот на септември. Според власта, тоа требаше да биде сигнал дека таа безкомпромисно ќе се справува со незаконските делувања пред очите на јавноста. Но односот на институциите кон дивоградбите се пресликува и на судската пракса, според која предметите во Скопскиот суд во последниве 5 години завршиле или со откажување на тужителот или со условна казна. Новиот министер за правда вети дека во првите 100 дена од мандатот ќе биде подготвен модел за прочистување во правосудството, кој треба да ја зајакне одговорноста на судиите и обвинителите кои намерно застаруваат предмети. Постојано велите во завршна фаза е овој период. До каде и зошто досега не е готов тој модел? Не е готов затоа што не се истечени се уште деновите, меѓутоа и затоа што се подготвува интензивно. Можам да ви уверам дека до крајот на годината ќе биде до 30 декември очекуваме да биде усвоен и објавен, усвоен од судскиот совет, советот на јавни обвинители и советот за судски реформи на владата. Спроведувањето на моделот ќе почне идната година, вели Маричик, без измена на постојните закони, а независноста на судството ќе се јакне и преку зголемување на буџетот. Јас верувам дека сме во можност наредната година да ги решиме прашањата за платите на судиите, платите на јавните обвинители, платите и сите други придобивки и бенефиции на судските службеници и јавно-обвинителските службеници и секако решавање на проблемите на судската полиција и затворската полиција. Ние се решивме за еден етапен пристап кој што го договоривме заедно со судските власти и со јавно-обвинителските власти, а тоа е од средината на наредната година да започне етапно зголемување кое што до 23-та година ќе не доведе до овие законски проценти, а тоа е 0,8% од бруто домашниот производ во судството и 0,4% од вкупниот буџет во јавното обвинителство. На крајот на октомври собранието го измени Законот за заштита на населението од заразни болести, со што носењето маска стана задолжително и на отворено. Мерката стапи на сила во екот на есенскиот бран на коронавирусот, кој донесе рекорди во бројот на заразени и починати. Според бројките на Институтот за јавно здравје, на крајот на јуни во болница биле 354 COVID-19 пациенти. На крајот на овој месец има 4 пати повеќе пациенти, 1346 лица. Ресорниот министер вели дека здравствениот систем се реструктурирал за справување со пандемијата. Проширени се ковид одделенијата, се подготвуваат модуларните болници, зголемени се болничките капацитети и медицинскиот кадар. Сето тоа, според Филипче, е направено во изминатите месеци.
се обезбедија над 150 дополнителни кревети на интерните клиники. После 60 години заврши реконструирањето на интерните клиники, еве сега е во завршната фаза, меѓутоа со целосно нови ходници и проток на пациенти за потребите за третман од COVID. Понатаму се обезбеди огромна количина на рапид тестови со големија капацитетите за тестирање. И покрај тоа што фокусот е на справување со епидемијата, во владината програма се наведени и други мерки што треба да се реализираат до крајот на годинава. Набавка на 70 амбулантни возила за итната помош и апликација наречена Моје здравје, која ќе содржи електронски податоци со историјат на болести за секој пациент. И двете работи кои што ги спомнавте се во план, беа детално планирани и беше работено на тоа, но за жал ковид кризата го одложи нивното имплементирање. Возилата се практично заеднички проект со Кина и од кинеската амбасада тука во земјата ни беше укажано дека за жал нема да може да се реализира тој проект оваа година, туку ќе се реализира на почетокот на 2021. Делумно апликацијата се реализираше во делот на електронскиот рецепт и тоа сега функционира во нашата земја и целосно апликацијата ќе биде финализирана до крај на оваа година. Од 20 ноември е прогласена кризна состојба. Ангажирана е армијата, а државата делумно ќе може да ги користи и капацитетите на приватните болници за лекување пациенти со COVID-19. Но и покрај тоа, начинот на кој власта се справува со здравствената криза е прв на удар на опозицијата. За ВМРО ДПМН е главниот виновник е токму министерот за здравство. Менеджментот е лош. Кога имаше 30, 40 или 50 заболени дневно се воведуваше карантин. Денес кога има 1100, 1200, 1300 заболени дневно не се воведува карантин или полициски час. Јас не знам дали тогаш беше правилно или не. Не знам ни сега дали е правилно или не. Тоа треба да го кажат експертите. Но очигледно е дека тука не гледаме експертиза. Од тие причини, вели Николовски, побарале формирање специјална експертска и надпартиска комисија за справување со пандемијата. Освен во здравството, ВМРО ДПМН бара излез и од економската криза, како и решение за евроинтеграцијскиот процес и односите со Бугарија. Ние побаравме оставка од премиерот Заев, тој за жал не ја дава и затоа поднесуваме прашања за доверба на владата, а после тоа да се формира една влада на национален спас во која што подршка би дале сите политички партии застапени во собранието и во која што најголемите умови во оваа држава, најстручните луѓе би се собрале за да ја извадат државата од овие три кризи кои што ги споменав, а после тоа да одиме на предвремени избори на кои што повторно би се избрала политичка влада. Справување со економската криза беше уште едно од ветувањата на премиерот Заев во експозето при изборот на новата влада. Така наречениот четврт пакет мерки тежи 470 милиони евра и во најголем дел ги опфаќа туристичко-угостителските дејности. Министерот за економија тврди дека немаат заостанати обврски, а тоа што го одложиле за идната година е пренаменето за справување со корона кризата. Mëse e qartë dhe evidente se nuk janë realizuar disa masa të parapara me buxhetin e vitit 2020, kryesisht masat cilat dalin nga programa për rritjen e konkurrentshmërisë, inovacionit dhe sipërmarrësisë, por njëkohësisht edhe masat cilat kanë të bëjnë me efikasitetin energjetik, po atë të njëjtat mjetje janë redestinuar për ndihmën e kompanive me vetëm qëllim që ta tejkalojnë krizën sa më lehtë, të ruajnë vendet e punës, por njëkohësisht rritet edhe likuiditeti i tyre. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт. Бугарски, македонски војски ослободуваат територии на, знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. И тоа е еден убав дел од нашата историја кој што не прави да бидеме уште поединствени или слично. Ова интервју го одбележа крајот на првите 100 дена од владата Заев 2. Тоа на премиерот му донесе многу главоболки дома, а не беше доволно да ја одобровали владата на Борисов и Каракачанов да ја крене блокадата за Македонија во Европската унија. Ако не се случи чудо во последен момент, остварувањето на владиното ветување за одржување на првата меѓувладина конференција се одлага најрано за напролет, по парламентарните избори во Бугарија.
Речиси 2 декади земјава е без попис, а со тоа и без можност за соодветно планирање политики во многу области. Ке има ли конечно попис од 1 до 21 април в година, како што се планира, и каков е ставот на опозицијата за оваа намера на власта? Од Петар Клинчарски. По 19 години, во април треба конечно да се одржи попис во Македонија. Крајно време е, после еден неуспешен попис во 2011 година, кој што не успеа од политички причини, да го направиме ова како една статистичка операција, важна за државата. Но законот за пописот кој беше заглавен година и половина во собранието, дури следната недела ќе се најде пред пратениците. И тоа во прво читање, со европско знаменце и отпор од опозицијата. Сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон. Колку подолго се расправаат политичарите, толку потешко станува пописот да се одржи во предвидениот термин, бидејќи законот е само почеток на редица активности што следуваат. Одредени активности не можеме да ги спроведеме без носењето на законот. За кои прашања се судираат власта и опозицијата и во што се разликува актуелното законско решение од она во 2011 година, кога процесот пропадна. Оваа просторија до неодамна беше канцеларијата за состаноци во Државниот завод за статистика. Сега е склад за лаптопите потребни за спроведување на пописот, за кој институцијата плати 3 милиони евра. Но од 5650 уреди, до сега се стигнати само 50. Другите ќе доаѓаат етапно. Заводот веќе го подготвил софтверот за пописот, но теренските активности доцнат. Пречка е се уште недонесениот закон за попис на населението. Требаше да ги формираме веќе регионалните пописни комисии, кои што имаат главната улога во обезбедувањето на таа логистика за попис. Таа логистика ни е неопходна и требаше да ја веќе да тргнеме во конституирањето на таквите комисии. Комисиите се предвидени во предлог законот за попис на населението, за кој нема изгледи кога ќе биде донесен, иако предвидува операцијата да се одржи од 1 до 21 април 2021 година. Главен за пописот ќе биде Заводот за статистика, а по хиерархија во операцијата ќе учествуваат и Советот за статистика, комисии за 45 пописни реони, државните инструктори, реонските инструктори, реонските попишувачи и други учесници во согласност со законот. Вкупно, тоа подразбира ангажман на околу 6000 лица кои ќе работат во целата држава. Попишувачите ќе доаѓаат во домовите од 1 до 21 април со лаптоп на кој има податоци за граѓаните од други бази на податоци, како на пример Катастарот, МВР, Фондот за здравствено осигурување и други. Податоците кои ќе ги даде граѓанинот за себе и за членовите на семејството ќе бидат внесени и проверени компјутерски. Оние за кои ќе се потврди дека се во земјата или дека се во странство помалку од една година, или дека се странци кои во земјава живеат подолго од една година, ќе влезат во домашната официјална статистика. Останатите ќе бидат евидентирани дека живеат во странство, ако до тогаш веќе не ја искористиле шансата која ја нуди законот, сами да се пријават преку апликација од 15 до 31 март. Ако е пара работа, друго? Предлог законот предвидува кога некој член на домаќинството е одсутен, податоци за тоа лице да дава полнолетен член на домаќинството врз основа на документација. Овој член по барање на ВМРО ДПМН ќе биде дополнет со фразата од каде може да се извади матичниот број, а се однесува на документацијата. Бидејќи ги имаме сите бази на податоци кај што примерно од каде се презлегуваат лични документи, личните карти, пасошите. Значи, ние можеме да влеземе во тие бази и да го провериме податок. Да се не треба самиот документ тука, ама еве го бараме за да ја тргнеме и таа било каква недоверба дека некој ќе дава податоци за било кого. Но опозицијата нема една, туку повеќе од 20 забелешки. Голем дел од нив, смета Симовски, се нереални или се косат со други закони. Првото барање беше да пописот го спроведува Државна пописна комисија. Нешто на што ние апсолутно инсистираме да не биде така. Тоа се случи во 2011 година и знаеме кој е епилогот. Во секој пописен круг има по 20 попишувачи и тоа во принцип едниот да биде македонец, другиот албанец или некој од другите заедници. Некаде кај што сме определиле попишувач кој што познава еден јазик, не познава некој од јазиците на етничките заедници, тогаш
се активира резервен попишувач кој што го знае тој јазик и заедно со попишувачот оди да се попише тоа лице на тој јазик. Само во тој случај би имале два. Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО ДПМНЕ, била дел од ланските разговори за законот за попис. Според неа, Државната пописна комисија е добро решение и покрај тоа што телото се распадна, пошто пропадна пописот во 2011 година. Лично жалам што не се заинтересира јавноста и не се истражија доволно добро сите причини кои што го условија откажувањето од пописот 2011 година. Си има судски процес за тоа? Па тој судски процес е многу нетранспарентен, бидејќи имате одредени протагонисти во тој процес кои што си беа професионалци, а заглавија со истраги, а имате некои кои што се наградени со титули на академици. Според Василевска, постојат и други проблематични аспекти. Предлог законот нема поимник, не содржи транспарентна процедура за избор на пописните комисии, како и други елементи. Наједноставно и најтранспарентно е по електронски пат сите вработени во државната администрација да бидат ставени на таа томбола и оттаму да се изврлат имињата на луѓето кои што ќе бидат определени да бидат попишувачи. И тоа мора да бидат луѓе со високо образование. Голем проблем во самиот предлог закон. Тоа е, например, немањето на физичка евиденција, тоест на еден пописник тој што ќе го попишувате и тој што попишува на крајот од заведените, значи давањето на информациите, треба двајцата да си дадат парав, треба да има документација која што треба да биде потоа приложена и треба секогаш да може да биде проверена. Нејзината матична партија во неколку наврати најави бојкот на пописот. Но вели Василевска, извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ се уште нема официјален став за евентуален бојкот. Одлуката ќе зависи од епилогот во собранието. Да немаше пандемија COVID-19, да беа понормални услови, ќе понудевме и сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон кој ќе ги интегрира во себе сите препораки на Евростат, но и препораките на Обединетите нации. Министерот за правда Бојан Маричик пак е оптимист дека законот ќе биде донесен во текот на декември. Според Маричик, сите политички партии треба да застанат зад решението, наместо да се бараат политички причини за недонесување на законот. ВМРО ДПМНЕ како опозиција од сам почеток се обидува да го политизира овој процес. За жал и во 2011 година овој процес не успеа заради политизација. И кој би бил ефектот од таков попис? Помалку број на македонци во државата, ако повикува ВМРО ДПМНЕ да не се попишуваат. Според Маричик, нема силни аргументи пописот да се одложи, но дали епидемијата со COVID-19 може да ги помати плановите. Тоа го правевме и за изборите и покажавме дека може да се спроведе, дека државата има капацитети за спроведување на вакви сложени операции со масовно присуство или учество на граѓаните. Ке треба пред се попишувачите да бидат најдобро заштитени и самите да не бидат заразени, но и да не го шират вирусот. Тука ќе видиме и со вакцините дали ќе бидат до тогаш достапни и соодветно употребени кај нас. Поттик за спроведување на пописот најмалку 6 години наназад дава и невладиниот сектор. Едно од најгласните е Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот. Според неа, партиите треба да создаваат амбиент за дискусија за пописот, кој би се одржал 19 години по последниот, а не да се дискутира за негово одложување или бојкот. Мислам дека е несериозно, навистина е политички несериозно повторно да биде подписот ставен под знак прашалник, тој да биде уште еднаш ке речам предмет на различни уцени, тргови, преговори, без разлика дали станува збор за опозицијата, за власта или за кои било други центри на политичка и економска моќ. Ова е политички испит за сите, и за власта и за опозицијата. И дека ако овој испит не се положи, тогаш навистина општествен не постои, можеме да кажеме дека и едната и другата страна се неодговорни кон граѓаните и кон државата. Актуелните податоци на Заводот за статистика покажуваат дека на крајот на 2019 година во Македонија живееле 2.076.255 жители. Проценката се базира на комбинација на податоците од последниот попис со дневните информации за родени, починати и иселени.
И самиот директор на заводот вели дека бројката е нереално висока. Каква тогаш очекува да биде по пописот? Очекувам дека ќе биде бројката пониска. Не можам да ви кажам кој, не би сакал воопшто да прогнозирам колку би денесувало. Впрочем, да знаевме, немаше премен попис. Уште една пауза, а по неа сатиричниот коментар на Сречко Поповски. Оптимизмот е исклучително важна карактеристика за секој што сака или се занимава со политика. Но за да постои, треба да се базира на добри познавања, а тие очигледно не недостасуваат. Само што изгледа никако да се погоди вистинскиот тајминг кога се соопштуваат. Тргна работата. Треба да констатирам за жал дека 11-та средба е нула. Нема направен дури еден миниатурен чекор. Можем да се сложам со мојот колега Димитров. Тоа сепак не значи дека не може да се даде соодветен придонес за откочување на процесот, особено во сферата на лингвистиката. Во препознатлив стил, на шармантен начин кон дебатата за јазикот се придодаваат зборови од кои јасно може да се препознае разликата. Ама не само меѓу бугарскиот и македонскиот, туку и внатре, во македонските говори. Господинот Мицковски, така да кажам, душегрижници, кои што прават шамата во овие денови, можам само да кажам дека сето ова што го прават е живогребност за доаѓање на власт. Ако едниот збори припаѓа на така наречената заева јазична норма, тогаш другиот е еклатантен турцизам. А штом се споменува тоа наследство, тогаш на сцена стапува професорскиот кадар, кој со примена на своето знаење и долгогодишно искуство, на нов и современ начин го согледува патоказот преку кој некои држави станале членки на Алијансата. Сакам да кажам дека Европската Унија ја прими Турција во НАТО. Нејасниот мотив да се редефинира историјата не значи дека на одредени сегменти од неа некој по секоја цена не се обидува да подсетува. Пристапот е само реминисценција на едно минато во кое се беше насочено кон потребата на политичарите да ги поклопуваат сите, а особено таа професија. Повелете за новинарите прашање. За новинарите е пресконференцијата, господин. Кој што претпоставува, јас сум граѓанин на општина Штип и пратеник, ги застапувам граѓаните на општина Штип во собранието. Заседата укажува на отсуство на идеја, како евентуално да се дојде до посакуван ефект. А може би и тоа било идејата. Оти ако се чуе одговорот, прашањето е пенал за тој божем се колне, а подсвесно, па некогаш дури и навивачки, гласно се скандира неговото име. Остануваме на блокадите. Да живее Зоран Заев! И на крајот, грешката што политичката формула во вакви услови наместо да лета се движи на бандажи, по се изгледа не била до некоја случајно издишана дзивана. Има некоја остра направа, ги дупи гумите. Проблем голем. Во секој случај, единственото решение е изборот на добар вулканизер. Ако не лепи, тогаш мора да се менува. Без гума, не само што не може, туку и опасно се вози. Гледавте 360 степени. Пријатно до петок во 22 часот.